Со света архиерејска литургија и палење на бадникарскиот оган во манастирскиот комплекс Свети Георги во Мала Речица, традиционално и годинава започна чествувањето на бадник. Ваквиот начин на прославување уште пред 60 години најпрво започнал да се практикува во манастирот во Мала Речица, а потоа бил прифатен во останатите цркви и населби во Полошкиот регион. Голем број на верници попладнево присуствуваа на литургијата со која чинно началствуваше Тетовско-гостеварскиот владика господин Јосиф. По завршувањето на литургијата се усвети бадниковиот оган. Го насади Господ дрвото на животот среда рајот, ономо каде што рече теката река од мед и млеко. Во името на Отецот, амин, Синот, амин, и Светиот Дух, амин. Не треба за мен. Добро. Тетовско-гостеварскиот владика е среќен што повторно се воспостави и продолжи традицијата на палење на бадниковиот оган во манастирскиот комплекс. Свето место велам за Тетовци, каде што ова место доживеало и Голгота и страдање, но доживеа и воскресение, но еве и тука го празнуваме и рождеството Христово. Токму од ова свето место сакам на сите тетовци и гостиварци на цела Тетовско-гостиварска епархија да го честитам престојниот празник на Христовото рождество со најрадосниот поздрав: Христос се роди, навистина се роди. Нека ни е за многогодини празникот и да се множиме и да се радуваме на ваквите празници сите заедно. Сето тоа е во знакот на традицијата на православната вера. Тетовци тука празнуваат навистина како владика, како нов владик овдека веќе една година. Сум изненаден пријатно од традицијата овдека во Тетово. Навистина еве овдека се празнува бадникот, се мачка гледам со мед, сето тоа се дава една православна суштина, едно така убаво толкување. Значи ништо се е убаво, додека не се надминат нели оние црвени линии да премине о паганизам. Но овдека сепак во Тетово овдека има православната суштина и сепак како владика затоа дојдов заедно да празнуваме. На присутните им беа делени парченца лип во кои беа вметнати парички кои ги пронајдоа верници, кои пак ќе бидат кумови на празнувањето на бадник во Мала Речица наредната година. Значи денеска сме во манастирот Свети Ѓорѓе Победоносец во Речица и за голема среќа моја и за семејството ми падна паричето, до година ќе бидам кума. Среќна сум што ова ми се случи, бидејќи очекував и вчера дека ќе ми падне на попова шапка бевме, но ете сакал Господ денеска тука да биде. Посебно ми значи затоа што јас сум постојано во овој манастир, го градиме и се трудиме оваа година да го осветиме. Затоа ги повикувам сите христијани, благочестиви христијани да дојдат и да помогнат овој манастир, да го издигнеме од пепелот и да го направиме едно огромно, едно убаво светилиште, бидејќи значи за македонскиот народ и за тетовскиот народ. Постарите жители ја делат радоста на празнување на овој ден во манастирскиот комплекс во Мала Речица. Јас сум изненадена, многу луѓе, дојдено многу организирано, кумови доста. Многу сите ја сватиле работата многу озбилно, сериозно, све е подготвено, наместено. Не удостои владиката дојде тука. Иначе можам да кажам дека бадниковиот оган за прв пат е тука запален во село Речица во црквата Свети Ѓорѓе Победоносец и после традицијата се проширува низ градот Тетово. И баш ми е драго што еве после подолго време традицијата тука се продолжува со изградување на овој конак и нова црква. Порано сме одели со родителите тука, имало еден комплекс каде што функционирал манастирот и после кризата 2001 година се реконструира манастирот и фала Богу
многу е доста изградено и ме радува што има доста луѓе кои присуствуваат на ова Бадникова вечер на Бадник. Ме радува што има доста присутни и сите ги сваќаат овие као сериозна работа и доаѓаат и ме радува што се пренесува на идните генерации. Ние сме почнали од нула, заеднички сите, мислим дека до година ќе направиме уште поголеми работи, ќе се заокружи целиот комплекс со преградни зидови, со отворена порта и со други работи. За мене е многу значено затоа што од мален, откако знам со татко ми на точак ќе ставев мојадење и пешки смо идели овдека горе по цел ден смо седеле и ме врзува многу овој објект овдека. Се радувам што ова големо се стана. Порано беше малечко и црквата и конаците беа малечки. Ќе дојдевме, немаше услови многу, ако заврне дожд, кај да се скриемо се. Сега благодарение на вложениот труд на сите граѓани добронамерни од Тетово и пошироко се изгради ова, уште малку годинава рачунамо да ќе се изгради, па ќе уживаме во она изграденото и да се молиме на Бога за помош да ни даде на сите здравје. Од иницијативниот одбор откриваат до каде се работите за изградба на помошните објекти. Можам да кажам дека за нецели 3 до 4 години ја изградивме црквата со конакот и сега понатаму продолжуваме со летниковецот и со летната кујна, која размислувам за некаде околу 3 месеци и тоа ќе биде изградено и ќе осветиме. Па ние како црковен одбор размислуваме конакот да го изградиме комплет и понатаму за да можеме тука да донесеме од монаштвото и тука да ни живеат. За сите присутни беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Инаку овие обичаи беа прекинати во 2001 година, кога на 8 декември беше запалена манастирската црква, а ден потоа до темел изгореа конакот, кујната и гуменската соба. Овој значаен споменик на културата од највисок ранг остана без десетина икони од 17 век, иконостас, дрвени царски двери изработени во резба.